Кога ќе се спомене балетска уметност, кореографија, независна сцена, нови проекти, прогресивни чекори, револуционерни пристапи, сето тоа го обединува едно име – Искра Шукарова. Јас си посакувам добре дојде во Астрор. Ти благодарам многу. Вие сте со балетската уметност од најмали нос. Од нижото балетско училиште во училиштето Илија Николовски Луи, потоа средното училиште, па македонската опера и балет, балерина, но веднаш се истакнувате и како автор. Бидејќи почетоците се врзани за самиот почеток, ќе ве прашам кога прв пат станавте свесни дека балетот е вашата животна определба? Тоа беше од моја многу рана возраст, значи имав 6 години. Може би звучи чудно, ама мислам дека веќе тогаш ми беше јасно дека сакам да продолжам да играм. Не знаев дека тоа ќе стане моја професија, ама ми беше важно да се движам и тоа движење да биде и креативно, не само да биде движење само за себе, туку да наоѓам некој спој со природата, со музиката, како нели секое дете на возраст на 6 години. Немавте околу себе балетски играчи? Вашата мајка професор по физика, таткови исто друга професија, да речеме семејство од медицината, од областа на медицината. Како балетот го видовте некаде? Сите девојчиња сонуваат да бидат принцези и балерини, неспорно, но каде уште од тогаш знаевте дека тоа ќе биде многу сериозна работа? Интересно е дека, да, како што споменавте, никој од мојата фамилија и денес е се уште не е во полето на уметноста, освен Ирина Тошева, можам да ја споменам, која што ми е мода дизајнерка. Да. И ми е многу драго што е така, иако е помлада од мене, некако можам да кажам дека и таа е успешна и се етаблираше како име во меѓувреме, да. Токму така и не се чувствувам повеќе осамена. Да, имате друштво. Да, но тоа беше мој избор, секогаш бев охрабрена од страна на најблиските, меѓутоа и исто така бидејќи знаат колку е тешка таа професија, секогаш беше поставено прашањето, но може би види сега и нешто друго, може би можела да бидеш во животот. Да би биде ова хоби. Ете така, да биде може би хоби, дали си сигурна, може би треба да размислиш. Училиштето ми одеше и ете така јас бев упорна во мојата желба и мислам дека кога влегов во македонска опера и балет на веќе неполни 18 години и во тој момент добив и улога на Трите лебеди, која што мислам сепак за некој кој што имал 17-18 години е голема работа, вистина. Голема работа, да. И значајна улога. Значајна улога и така некако веќе беше јасно дека влегувам во тој свет и професионално. Влеговте во светот на класичниот балет, но како излеговте од светот на класичниот балет или секогаш имавте потреба да излезете од тие, да речеме, петрифицирани рамки? Сепак се знаат правилата на рускиот балет, а нашата школа се темели на таа школа.
ви пречеше? Што морате секогаш да бидете под конец? Имавте повеќе да кажете? Знаете што, јас лично многу сакам ред и перфекција. Значи, воопшто класичниот балет мене ми даде една многу јасна и конкретна дисциплина во животот воопшто. И од многу мала возраст. Така да класиката е дел од мојот живот. Бев 20 години истакнат солист во Македонски опера и балет, потоа и уметнички директор во еден период. Јас не го негирам класичниот балет, јас само наоѓам спој во однос на изразните средства. Изразните средства често сум кажала дека ги гледам како два јазика и значи може да се зборува на едниот и на другиот. Не сум некој кој што вели не на класиката, туку велам што понатаму со класиката и како таа исто нели во однос на теоријата може да се пренесе во однос на разбирање. Еве конкретно сега ќе дадам пример кога им објаснувам на студентите. Сега сте на најновата катедра на Факултетот за музичка уметност, има конечно за балетска педагогија и кореографија, така или само за балетска педагогија? За балетска педагогија 10 години веќе постои и јас ги водам предметите за современ танц. Меѓутоа, токму тоа што сакав да го кажам, моето искуство во класичниот балет и не само како кореограф, туку како изведувач, и моите студии во Лондон, постдипломски студии во Лабан центарот, ми даваат можност да постојано ги разгледувам тие две форми паралелно. И чувствувам кога на студентите им го прикажувам тоа дека многу подобро го разбираат своето тело и дека секое тело има нели можност да изучува техника. Меѓутоа, конечно, телото во простор има одредена динамика и нешто се случува во одредено време. Интересно е тоа што ги имате двата аспекти пред себе и многу добро научно можете да ги следите феномените и да им ги приопштите на студентите, дека не секој успева да им го пренесе своето знаење, а ова искуство пак ви дава за право да можете да тврдите и да ги подкрепувате вашите тези. Какви студенти ви доаѓаат на катедрата? Имате сите се со класичен бекграунд или веќе доаѓаат студенти кои што првиот допир со танцот им бил токму со современиот танц? Значи, она што мене ми се допаѓа е тоа што овие студии се отворени конкретно, нели, доколку се определат студентите за современ танц, односно педагогија во современиот танц, затоа ја добиваат и таа диплома, иначе како што кажав при Факултетот за музичка уметност, УКИМ, доаѓаат од различни профили. Има некои кои што и го изучувале средното балетско училиште, но има некои кои што немале можност за тоа и се од некој друг град од нашата земја. Има доста од хип-хоп, значи провиненција. Да, и конечно не е целта да се направи играч. Значи програмата е за педагог. Значи она што за мене целта... Корепетитори, инструктори, како веќе се нарекуваат. Но за тоа тие треба да знаат повеќе нешта, значи да добијат широк опсег на знаење. Значи да знаат и што е композиција, да знаат и што е техника, да знаат и што е методика. Така да сметам дека е многу важно што тие се градат како севкупни личности. И покажува да резултат програмата дека после тоа тие се наоѓаат во многу различни полиња и воопшто се нели активни на различни нивоа во нашиот систем. Што мене ме радува дека не мора да се усмерени, не мора и сите да бидат изведувачи, кореографи, бидејќи знаеме дека живееме во... Конкуренцијата е пеколна и не може секој да биде, нели, на колку години може да се роди вистински. Да, но ја имаат можноста да се едуцираат во тие насоки, па сега и до нив е понатаму. Колку вам локомотива и тоа движење и таа невладина или како веќе еден кружок на луѓе, ентузијасти на почетокот ви помогна да го направите тој трансфер па и во педагогијата, и во современиот танц, и кои беа
визиите кога со Билјана Танурова тогаш решивте да правите нешто што не го имавме видено на нашата сцена? Знаете што, за мене Локомотива беше многу важен исчекор во однос на креирање на современата танцова сцена, независна. Јас посветив многу љубов и време во градење на многу програми таму. Јас повеќе не сум дел од таа организација. Конечно, имам и своји причини за тоа, така да искуството за мене е во однос на тоа дека кога немаше конкретна програма за едукација, односно нели сега веќе постои факултетско точно, ниво. јас како ментор работев со многу млади генерации, на луѓе кои што нема каде да го изучуваат современиот танц. Така да за мене да кажам сега, после некои искуства и после 10 години сериозна работа како педагог, нели, во однос на моето работно место како професор, можам да кажам дека секој ден учам нешто ново и пред се го учам од самите студенти и навистина ги преиспитувам тие своите граници. знаења и граници, да. И нели она што значи перцепција за каде е професорот, каде е студентот. Многу често ги менувам тие улоги и ги охрабрувам во тоа дека можеме да се наоѓаме од двете страни, можеме всушност соработуваме. Редовно се збогатувате, а околу учењето вие и редовно сте дел од платформи, работилници, мајсторски курсеви, надвор, патувате. Колку тоа придонесува за збогатување на вашето знаење и како што велите за преиспитување? Неодамна се вративте од Русија? Да. Од колетката на балетот, пред се класичниот, но верувам дека таму исто така не стојат во место и дека работите се отидени во таа смисла далеко. Токму и тоа беше целта на мојата посета. Јас не сум била досега во Москва, секогаш патот ме водеше кон земјите на западот, бидејќи современиот танц таму го изучував и специализирав на најразлични програми. Така да Москва и искуството во културниот центар ЗИЛ, каде што се работи на кураторски програми во однос на развој на современиот танц, на едукација, презентација, беше мощно интересно искуство. Но оно што многу исто така ме израдува, што за прв пат, како што рековте, бев во колевката, изворот на класичниот балет. Иако јас сум работела со педагози секогаш во балетот од Русија, од различни нели театри, и многу сум научила од нив, бидејќи навистина сепак ја изучуваме и таа руска школа кај нас, на тоа се основа нашето образование во класичниот балет. Беше многу возбудливо да се види изведбата на балетот во Кремљ. Сум гледала многу изведби на Лебедово езеро, меѓутоа ете за прв пат можев да видам во живо кремљски балет и изведба на Лебедово езеро. Дали се смени вашата перцепција и очекување од претходно посредно некакво доживување на таа сцена, или бевте одушевени како што сме биле одушевени од она што го гледаме на малите екрани преку снимки? Така, значи како што и го започнавме разговорот, значи класиката бара значи конкретни форми, конкретни точни технички, значи координати. Да. Така да кога се гледа нешто што е перфектно изведено, всушност класиката само и така треба да се гледа според мене, и затоа и постои тој тренинг, и затоа постои тоа школа, и затоа постојат тие педагози. Така да она што само би сакала да го дадам како паралела, и пред некој ден зборувавме со студентите за тоа, е
опозитот во современиот, каде што исто јас многу се наоѓам и нели како автор и како кореограф, каде што се зборува за една демократија во танцот, каде нема хиерархии, каде се нели разложува тоа да некој е главниот, другите се подкрепа на главниот, нели сега зборувам за системите, кои што се различни во класиката и во современиот, и кои што јас ги разгледувам така повеќе токму така како што реков од надвор, меѓутоа исто од натре има голема нели содржина и на едната и на другата техника и нели израз кој што доаѓа и од едната и од другата од едните и другите тие нели пристапи. Но како да не се помине линијата, бидејќи секогаш како опасност на таа демократија демне и анархијата. За многумина се уште современиот танц не е разбирлив, не прават разлика меѓу физички театар, меѓу современ танц, вистински современ танц, исчекори од таа, да кажеме, некоја востановена матрица дури во современиот танц. Што им кажувате на студентите, што не смеат да направат и која линија не смеат да ја поминат во употребата на различни изразни средства? Спротивно на тоа, јас ги охрабрувам дека секоја линија може да се помине. Да. Затоа што некогаш сами си ги поставуваме линиите и некој нели и самиот систем не ни дозволува да одиме вон таа линија. Зборувам конкретно нели за танцот и за личниот израз. Мора некогаш да се помине таа линија. Сега, дали е тоа контролиран хаос или нешто кое што се случува како стихија во однос на тоа истражување, апсолутно го охрабрувам, го дозволувам и го поддржувам како автор. А што значи кога ја немате целата слобода авторски да се изразите, односно вие сте познати и верувам дека со задоволство соработуваат со вас по бројот на проектите театарски, каде што сте се грижеле за тој дел за сценските движења, ако треба да се постави нека кореографија. Како се однесувате кога треба да бидете во служба на некој друг автор, како соработник? Тоа е многу интересно прашање, затоа што јас размислувам за соработка. Со сите со кои што соработувам, се трудам. Може и да споменете некои како драги проекти или добри соработки, или можеби сте се покајале и сте виделе дека сепак не може со секого да се соработува. Значи јас ќе спомнам соработки кои што конкретно нели за театарската нели продукција. Баш сега средував некои програмчиња и го најдов програмот Мајсторот и Маргарита Булгаков. Да, со Иван Поповски и ми е многу драг спомен. Тоа беше многу, да кажам, голема представа, магична представа со многу учесници. Иван што твори во Советскиот сојуз, односно во Русија најчесто, така за тој режисер зборуваме? Да, кој што во Македонскиот народен театар ја постави 2015 веќе поминало време. И сакам да кажам дека многу ми е важно со кој да работам, да најдеме заеднички јазик. Не сметам дека танцот е во сервис на било која друга форма. Сметам дека треба да најдеме јазик каде што се чувствуваме како соработници, како коавтори, иако нели знаеме нели багажот го носи сепак некој помалце, некој повеќе, но тоа преиспитување нели на соработката мене ми е некако она што ме води и ме инспирира. Да. Имате други искуства во денес се популарни креативните индустрии. Веќе немаме чиста уметност сама за себе или уметност заради уметност. Ако ги има тие се ретки, но се повеќе нашите очи и уши навикнаа дека треба да очекуваат некаква мултимедијалност или повеќе нивоа на изразување. Во кои други домени творите? Што ви се има случајно ново или можеби како желба за натаму? Јас многу верувам во интердисциплинарноста во изведувачките уметности. Се
се повеќе јас навлегувам не само како автор, туку и како изведувач во такви проекти и процеси, каде што во еден ист простор луѓе кои што имаат различни искуства и, да кажам, ги усовршуваат и нели се навлезани во својата област, сакаат да испитаат нешто друго, например како актерот, движењето или јас нели гласот, текстот, така да разговори со Сара од режисерката Лучила Трапацо, нели колективен перформанс каде што учествува уште 4 колешки, беше многу голема инспирација и за нешто кое што сметам дека понатаму треба да биде фокус во однос на развојот на тие интердисциплинарни уметности во нашата култура, независната сцена особено, и таа пракса. Бидејќи немаме доволно пракса, знаеме зошто, поради постојано борбата за услови, за создавање на тие услови, да не навлегувам. Поддршка, да, за се потребни средства, конечно да се реализира замислата. Да. И таквото чувство дека постојано сме на почеток, или барем јас го имам тоа чувство, ми помага кога ќе сретнам луѓе кои што сакаат да работат во тој момент на одредено нешто, со одреден фокус и да уживаме во тоа. И тогаш за мене произлегуваат најубавите резултати, најпријатните искуства во однос на изведбата. Откривате и нови простори, односно им вдахновувате уметност. Се сеќавам на заедничкиот проект со Дарија Андовска, со современа македонска композиторка во Чифта Аман беше. Да. Имавте проект во Мала Станица, сега последно нешто беше во едно кафуле, Котур или како е веќе локацијата, и се повеќе се доближуваме во таа смисла до Западот, бидејќи тие велат дека не треба луѓето да се носат како публика таму кај што се случува уметноста, туку ако веќе ги знаете дека се таму, треба да им ја донесете уметноста. Посебно ве фасцинира така да откривате нови простори? Многу ме фасцинира да излезам од просторот на црната кутија. Не велам дека таа не е магична и таа нуди можеби најголеми можности за реализирање на сите, нели, оние што таму се ресурсите, светла, луѓе, сценографија, добар пот балетски кој што е неопходен, да. Не случајно е црната кутија таа од кај што, нели, излегуваме. Но јас навистина сакам да ги преиспитам другите можности. Сакам да работам исто site specific, што е работа надвор, во природа. Летово бев на уметничка резиденција во Масачусетс, каде што работев многу во природа со интердисциплинарни уметници. Само го давам како еден пример за она што го споменавте, дека дефинитивно ме интересира испитување на други простори. Конкретно, дури имаше еден настап минатата година во фоајето на факултетот за музичка уметност, каде што најчесто родителите ги чекаат децата, каде што, нели, и моите родители ме чекале. И така тоа еден, така да кажам, простор кој што служи за тоа. Меѓутоа тука од Сан Франциско двајца кореографи имавме изведба со студентите од факултетот и беше мощно интересно, особено реакцијата на публиката која што долго време и требаше да констатира дека нешто се случува. Кога констатираше беше, нели, веќе стихија, да, имаше тука сликање и одеднаш се отворија очите на тие кои што, нели, ги чека своите деца. Така да тие предизвици за мене се многу интересни и имаат многу важен особен белег во нашето општествено живење, каде што не секогаш сме отворени да видиме нешто ново и така не е тоа повеќе провокација, туку е предизвик за мене и начин на кој што и студентите од нашата програма можат да научат многу за, нели, начинот на изведбата кој што не е конвенционален. Требаше долги години за да се отвори катедрата за балетска уметност. Конечно, кадарот е секогаш проблем, тој созреа, постојат едуцирани луѓе и кај нас и кога се создадоа реалните можности, таа и се отвори. Но дали системот генерално почна да го прифаќа
алтернативниот танц исто толку дека исто толку вреден како и класичниот, како што многу тешко оди да се прифати алтернативната медицина и сите конечно алтернативни нешта што се случуваат околу нас, а западниот свет веќе одамна ги има ставено да бидат дел од системот. Јас ќе кажам дека до денес се уште, веќе многу години зборувам за тоа, што е современ танц. И мислам дека со овој момент на воведување на програма која што нели има адекватни дипломи, се повеќе се менуваат работите. Се менуваат, но многу бавно, многу време треба за тоа, бидејќи да кажам воспоставената форма во западниот свет и системот што го поддржува тоа, кај нас нели се уште е во постојан конфликт со други проблеми кои што се приоритет. Но ако не одиме нели напред кон тоа да и покрај сите тие работи, не се охрабруваат млади луѓе да дознаат дека современ танц постои, дека не се сами ни тука, мислам во однос на нели она што се случува во нашиот град, нели не само во нашиот град, туку има иницијативи во други градови низ нашата земја и вмрежување со други експерти, стручни лица кои што доаѓаат како предавачи, кои што јас ги поканувам како дел од програмата Nomad to Nomad, која што е еден проект како дел и соработка со факултетот за музичка уметност, но тоа се да кажам луѓе кои што најчесто имаат свој извор на финансии, можат да дојдат, не се наоѓаат лесно, но дефинитивно многу помагаат во изградување на програмата и на отварање на перспективите на младите луѓе и потоа тие остануваат во контакт со тие луѓе. И полека мојата цел е да разберат дека јас сум имала цел и смисла на изучување на современиот танц, иако сум ја имала класиката. И сум имала професија како балетски изведувач. Загарантирана, да кажем, и потврдена со вашите успеси и остварени улоги. Да. И секогаш ги потсетувам на тоа дека мотивацијата лежи во нив самите, но јас сум тука да им да им помагам во тоа. За жал, голем тренд е да се иселуваат луѓето надвор. Вие Западот не ви дојде на дланка, туку сами си го отворивте со ваши успеси, ваши пробиви и инсистирања. Сигурно сте добили и некоја покана да останете надвор. Зошто Македонија? Дали беше предизвик да се развива, да се роди нешто ново и зашто конечно сите работи се уште ги правите од матицата? Одите надвор, меѓутоа се враќате постојано. Смитам дека има многу работа која што тука треба да се заврши во однос на современиот танц. Нешто што јас го научив кога имав 20 години, што беше за мене сосема нешто ново. Сега зборувам, тоа е во времето кога немаше интернет, кога ние не можевме да видиме представи од Западот толку често кај нас. Значи едноставно јас отидов во Франција и искрено се шокирав на почетокот, бидејќи може би звучи чудно ова и малце веќе може депласирано да кажеш, но не е тоа една вистина. Класичниот балет те учи на вертикала, во современиот одиш на пот, во хоризонтала. Како ќе стигнеш од вертикала во хоризонтала, без да ја знаеш техниката, а си дошол на прв час во Франција, па ете, само не ме ставете се на моето место. Шок. Да, или импровизација. Креираме нешто во однос на некои структури, теми. Што е тоа што те движи? Значи, класичниот балет има одреден вокабулар. Тука исто така има техника, но слободата на ти се изразиш во тој момент и просто јас само стоев. Не ми е чудно, не ми е странно, но ми е многу интересен тој момент што го споменавте и тоа е точката од која што јас тргнав и сметам дека се уште има многу да се пренесува тука. Ви причили што студиите не се интегрирани на Запад, обично овој вид на танц се изучува на некаков универзитет на уметности, каде што сте блиску со луѓето кои што се во театарската уметност, филмската уметност, другите уметности.
бидејќи ова е малку контрадикторно. Создавате мултимедијална уметност, некаков си перформанс, а го немате тоа во системот така, интегрирано. И дали конечно соработувате со факултетите, дали постои интерес за некоја таква иницијатива? Има иницијативи, особено сметам има многу голем придонес што при факултетот за музичка уметност студентите имаат избор да изучуваат и предмети кои што се од музиката и има и некои предмети кои што се изборни од факултетот за драмски уметности, како на пример актерска игра. Така да вака кога ќе се види низ 4 години, тие добиваат од системот во УКИМ, од образовниот систем, различни некои искуства, кои што, ќе кажам повторно, дури во 3-та или 4-та година, еве јас како педагог од надвор, гледам како се спојуваат. Мислам, како студентот веќе почнува да ги разбира нештата и како веќе таа програма, нели, за која што ние сите сме се заложиле со колегите, нели, исто од нашата катедра, почнува да има смисла. Така да има иницијативи, има соработки, има многу проекти исто, кои што студентите се охрабрени да соработуваат со студенти од катедрите за музика. Еве исто преку мене како нели педагоги, нели кореограф, ги внесувам во соработки кои што се исто со актери. Така да можам да кажам, но повторно тие работи доаѓаат веројатно од нас самите. Повторно ќе кажам, системот не ги препорачува, не ги координира, но се можни доколку некој увиди дека има потреба од тоа и дека навистина ниедна уметност или да кажаме не може програма, да се гледа изолирано. Точно, да. Токму така, да. Дали имате некој проект во план, односно што е она што не сте пробале да го направите? Секогаш има теми различни, но помалку или повеќе се антиципираат или се збогатуваат, нешто што ви е вака предизвик? Мислам дека инспирацијата лежи во нас и има толку многу работи кои што може некако да си најдат свое место, да се сложат. Дефинитивно сметам за себе дека сум во една зрела фаза на мојата уметничка, да кажам, мисла. Почнувам да размислувам доста слоевито и да можам да кажам дека чувствувам дека целиот влог во однос на она што нели го споменавме кога почнав од мојата возраст од 6 години, и класиката, и современиот, и авторскиот, и педагошкиот момент некако веќе не се во конфликт, туку се во едно единство. И навистина тоа ми дава многу некако мир во однос на таа пракса што си ја спроведувам како секојдневие. И многу често сум кажала дека си чувствувам дека мојата работа е како хоби, но бидејќи навистина ја сакам, но сега исто чувствувам дека почнуваат работите да се менуваат, дека после 10 години програмата тие студенти кои што сакаат да останат како дел од сцената или од нели во контакт со она што ние го работиме и од кога ќе завршат. Сега е процесот природен, предпоставувам. Да, имаме и алумни, и со алумните соработуваме, значи сепак се обидувам да им кажам дека сме една поголема фамилија која што може и сите да не се сложуваме, ама ако не се подржуваме во нешто и дефинитивно треба да си ги кажеме своите мислења, но нели конструктивно и да видиме заедно што тоа ни треба без обзир што тие се студенти, што се помлади, ги охрабрувам да се изразат и да ги слушнам нивните мисли. Мене ме радува што без разлика колку далеку одите во своите истражувања, што не заборавате која е базата, па јас вака мислејќи на крајот од разговорот што да ви подарам, знам дека што и да се случува во музиката, Битлси секогаш ќе останат. Битлси како една база, како нешто што мора да се слушне и секој еден што се занимава со музика или со уметност, дека мора да ги има некаде во некоја фиока како сеќавање на тоа
кои се почетоците во одреден вид на музика и како всушност се станува трајна вредност. Јас благодарам за ова гостување во Астрорум и се надевам дека ќе ви се допадне книгата за Битлз и не е единствена за нив, но ова е навистина многу убава од продукцијата на Арсламина на македонски јазик. Знам дека читате цело време на англиски. Многу често и многу почесто кога се станува збор за стручна литература, но еве и на македонски еден добар превод. Ви благодарам многу за разговорот, секогаш ми е пријатно. После долго време После долго време и ви благодарам за овој прекрасен поклон. Дефинитивно ќе се подсетувам на овој момент со вас тука. Благодарам искрено.